Свети Боже, свети крепки, свети бесплатни, помилуј не. Свети Боже, свети крепки, свети бесплатни, помилуј не. Свети Боже, свети крепки, свети бесплатни, помилуј не. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, и сега и секогаш во вечни векови. Амин. Нашите најни да си прости ги долговите наши, како што ги проштеваме и на нашите должници. И не води во искушение, но збави нас од лукави.
Mami, bravo. Alo, Mehmet. Evet çok. Zaten yanında. Možete ni od drugih da palite. Aj ovdje da se stanimo i da zapalite. Помилуй, Господи, помилуй. Премудрост исправени да го чуеме светото Евангелие, мир на сите. Духови Твоему. Ќе се чита од светото Евангелие според Марко. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во на време, што мина саботата, Марија Магдалина, Марија Јаковова и Саломија купија мириси за да дојдат и да го помазат Исуса. И во првиот ден од седмицата дојдоа на гробот многу рано, кога изгреваше сонцето, па си говореа помеѓу себе: кој ќе ни го оттргне каменот од вратата на гробот? И кога погледна, видоа дека каменот е оттргнат, а тој беше многу голем. Што влегоа во гробот, видоа еден млад човек, облечен во бели алишта. Но дете, кажете им на учениците негови, на Петра, дека он пред вас ќе отиде во Галилеја. Таму ќе го видите како што ви беше рекол. На Тројца, постојано сега секогаш и во вечни векови. Амин. Христос воскресе из мертвих, смерти узрев,
исчезнува така да исчезнат, како што восокот се топи од оган. Христос воскресе од мртвите, со смртта ја победи, и на оние во гробовите живот им даде. Така да загинат грешниците од лицето Божјо, а праведниците да се развеселат. Христос воскресе из мртви, смрти успех побра, и сушти во гроби живот дарова. Ова е денот што го создаде Господ, за да се зарадуваме и развеселиме во него. Христос воскресе од мртвите, со смртта ја победи, и на оние во гробовите живот им из мртви, смрти успех победи. Христос воскресе из мртви, живот дарова. Христос воскресе! Христос воскресе! Стефан помилоста Божја архиепископ Ohridski македонски заедно со Свети Десетски архиерейски синод. Деле секој сознание се весели се радува зашто Христос воскресна. Возлюбени празниколюбци, еве ова година на Господинот Бог ни удостои да чекаме празникот на празниците Великден, исполнете со веселие кое што изгира од се радосниот воскрес, Христос воскресен. Исповедаме целата суштина и смисла на нашата вера, која, како што вели апостолот, ке беше празна кога Христос не воскреснеше. Од тогата, од неговите страдања на Голгота, еве ја примеме сврстаната благост од неговото воскресение и благодат, и од љубовта со која што се не исполнува неговата порака, радувајте се. Оваа победа на животот над смртта, овај разгорен оган кој го проволта гревот и оваа светлина која темнината на адот не може да опфати, не ни се дарува само нам, кои сме крстени во името на Христос нашиот Господ, кој е корен на нашата вера, туку за цело човештво и за сиот свет. Во оваа свештена великденска радост, ние христијаните имаме голема одговорност, бидејќи сме должни да ја сведочиме победоносната вест за воскресението, за и другите да ја чујат, видат и познаат, да поверуваат да влезат во радоста на Христа воскреснатиот. Па така и тие заедно со нас и со сите созданија да ја прослават радоста, правдата на Царството Божјо, која во воскреснашот Спасител не ке има крај. Возлюбени чеда во Христа воскреснатиот, одново и одново се поздравуваме искупувајќи Христос воскресна, навистина воскресна. Ова е поздрав на животот кој Бог ни го подари, не само преку тајната на неговото воскресение, и преку победата на гревот и смртта, туку преку радоста на овој настан кој што ни дарува со неизмерливото смирение, со примерот на своето снисходење, предоставување, пожртвување за секој човек, за секој создание, со неговото доброволно вкусување на смртта. Пак ни ја покаже неговата неизмерна љубов, со која чином на скончанието на овој свет стана врата низ која сите минуваме, за да преминеме и да влеземе во бесконечната радост на воскресението и животот во идниот век. Возлюбени во Господа, дојдете и видете оваа живоносна великденска радост во Христа Богочовекот, кој доаѓа ни се дава во неговото славно, победоносно присуство. Тој доаѓа ни се дарува со сите тајни во молитвите за и ние, растечи во него да достигнеме воскресна вера, па пазејќи ги неговите заповеди се достоиме да влеземе во неговата радост. Живејќи таков живот, пак можеме да ги посведочиме она кое што повеќе од 2 милиони се потврдува дека Христос е жив, дека и ние сме живи во него. Затоа Великден е се радосно сретение со оној со кој што нашето срце се спокојува. Возлюбени родолюбци и црквенолюбци, нашиот боголюбив народ,
од секогаш живеела со воскресната надеж. Маките и неправдите на овој свет секогаш ги поднесувал, утешувајќи се со споменот за Великден. За во победата Христова гледа Божјата правда на Царството Небесно, која ќе дојде во слава. Како христоносен народ по сета македонска земја, секоја сме љубеле воскресната убава вера, која го прославува Великден не само еднаш годишно, туку постојано секоја недела. Повиком на псалмопевачот, овој денот што го создаде Господа, се зарадуваме, се развеселиме во него. Бил повик за нашиот верен народ да се цркува и во секојдневното воскресение да празнува, примајќи во Христа и повикувајќи се да живее благолюбиво човеколюбие. И не само оние наши црквенолюбци и родолюбци и предци, за кои што имаме жив спомен од фреските, иконите и житијата туку и оние, за кои што знаеме од песните преданијата на нашиот македонски народ, и се доказ дека нашите претходници од воскресната вера не се откажувале ни од цена на страдања, бидејќи биле утврдени во вистината на воскресението Христово. Нивниот крстоносен начин на живење, исполнет со воскресна радост во живиот Бог нам, на нивното потомство ни остана светол пример, како се исповеда, како се брани темелот на православната вера, Христовото воскресение. Возлюбени членови на Македонската црква, во волјата Господова во која повторно преку Богата Божја ни даде вечно живиот дар за прославување на Великден, ќе одбележиме годишнини од нашето минато, кои како татковина, така и насекаде, докаде што ни има како народ, ќе ни возможат повторно да го живееме споменот за тие светли настани од нашата црковна национална историја. Како во ова година се навршуваат 1140 години од враќањето во Македонија на светите Климент и Наум од Моравската мисија, со која што се организирал црковно-литургискиот живот на Охридската црква и се поставиле темели на Охридската книжевна школа. Годинава се навршуваат 1110 години од блажено покојување на Свети Климент Охридски, патрон на нашата света црква, кој со радоста на вечниот живот е наш постојан молитвеник законник. Се навршуваат и 150 години од Разловечкото востание, како и 80 години од донесување на првиот устав на Република Македонија, со кој се потврдува возобнување на македонската државност. Еве овие незаборавни настани, врежани во нашата црковна национална самосвест, нека ни бидат поттик за да го чуваме споменот за нашите достојни предшественици кои се градиле во обновата на нашата татковина Македонија и нашата македонска црква. Но тие нека ни видат и порака да ги сочуваме и добивките кои што ни ги оставиле, а потоа да ги наградуваме, дарувајќи нови плодови. Светлината на Христа воскреснатиот нека не просвети, да со нашата вера и со благогодие и дела да го зараме светот со великденска радост, ово гратолюбие од тука во сите крајушта на светот, докаде што не има како народ, како црква, да објавиме на нашиот мајчин македонски јазик Христос воскресна! Стефан, архиепископ Охридски македонски, митрополит Георги Дебарско-Кичевски со светиот архиерейски синод. Христос воскресе! Христос воскресе из мертвих, смерти усмерть поправ и сошли.
славување